Добро вечер во 24 отворено. Нова влада или нова криза? Роковите газат. Малку му остана на мандатарот Груевски да соопшти дали успел да се договори за ново собраниско мнозинство за состав на владата. Молк и на другата страна. Двата лути опоненти преку партиски соопштенија се надмудруваат кој зошто треба да седне на Илиденска без број. Лидерот на ДУИ, Ахмети, седи на два стола. Оствари средба во 4 очи со двете страни. Кој ќе седне на жешкото столче и кои обврски ќе бидат жежок костен за идната коалиција. Партиите кројат планови, граѓаните се нестрпливи дали ќе добијат стабилна влада и квалитетен живот или ново продлабочување на кризата која веќе предолго трае. Вечерва во Отворено на оваа тема разговараме со четворица интересни соговорници. Тоа се новинарката Санта Аргирова. Добро вечер. Добро вечер. Колумнистот Златко Теодосиевски, културен работник. Добро вечер. Добро вечер. Колумнистката Аделина Марку. Добро вечер. Добро вечер. И Љупчо Ристовски, председател на Институтот Интегра. Аргирова, од местото уредник на информативната програма на МРТВ ги следевте изборите. Сега од поинаква перспектива гледате кон составувањето на идната влада. Од која позиција сте пообјективни? Објективно ги гледам работите, секогаш се трудам тоа да биде така. И она што денеска би можела да го кажам, дека ова навистина е некоја трилер комбинација, а сега полека почнува да добива примеси на драма. Денеска се изнагледавме, се изнаслушавме неофицијални нешта. Предпоставувам никогаш порано јавноста не била волку исклучена од ова што се случува, од активностите на мандатарот и од составувањето на новата влада. Вчера слушнавме една официјална информација од портпаролот на ДУИ Османи дека тие би правеле влада со ВМРО-ДПМНЕ, но ако внатре нема функционери кои што се под истрага. Со една забелешка, мислам дека. Мислам да. Да, тоа беше одговорот, да. На Османи. Да. Мисли дека ќе така би било. инсистираат на тоа, да. И она што вечерва го кажа подпредседателката на ДУИ Теута Арифи, дека тие класично не преговараат со ВМРО-ДПМНЕ. И сега мене тука навистина некои работи не ми се поставени каде што има местото. Ние имаме една многу јасна ситуација. Имаме доделен мандатар, кој што треба и тоа како и официјално и класично да преговара со сите партии со кои мисли дека може да обезбеди парламентарно мнозинство за да изгласаат новата влада. Во овој случај некако сето тоа е така паушално, како ајде ќе се дружиме сега малку едната партија, па со другата партија, па ќе си разговараме, па ќе си направиме можеме, не можеме и така натаму. А она што реков примеси на драма, тоа го очекувам утре, задутре или најдосна недела во Мала Речица, каде што според она што се неофицијални информации се навестува дека има, условно да го наречам, судир меѓу Али Ахмети и подпредседателите на партијата за тоа со кого и како треба да се прави влада и дали воопшто ќе се прави влада, дали ќе се преиспитуваат некои позиции на ДУИ, дали пораката од албанскиот електорат е примена, прифатена како што треба и така натаму и така натаму. Значи многу елементи се во игра, останува многу малку време, дури во игра влезе и она дека Ахмети, повторно шпекулација, ќе бара да биде апропо тоа што ја спомнавме изјавата на Бојар Османи, да има друг мандатар и тука се спомнува. Исто така од ВМРО-ДПМНЕ. Да. И при тоа не може човек да предпостави што и како би презел, би направил председателот на државата кој што го зема и доделува мандатот. Не знам и тој дали знае што би направил, така што мислам дека сме пред една разврска или заврска и тоа многу брзо ќе го дознаеме. Теодосиевски, како човек што така детално ги сецира културните разневитувања во земјата, сигурно имате силна моќ за аналитика да предпоставите дека во политиката не секогаш победува доброто, туку победува силното. Што очекувате дека ќе се случи сега? Па, јас не ги гледам вака драматично нештата како Санта, јас ги гледам комично.
Зашто ние 10 години не видовме ништо сериозно, гледавме една комедија во продолжетоци. Така што и овие преговори под наводници ми се прилично комични. И не мислам дека нешто сериозно од тоа ќе излезе. Се ми изгледа дека работите ќе се развлечкаат до бескрај, како и се друго во оваа држава, за жал. А културата е како некој приврзок во целата оваа лоша 10-годишна политика, која што, повторно велам, за жал, стана жртва, ни крива, ни должна, на несериозни политичари, на непрофесионалци, на неморални луѓе. И се разбира, тоа ќе ни треба време да ги вратиме нештата како пред тие 10 години. Кога велите дека ова ќе се развлекува, мислите дека така им одговара на ВМРО ДПМН и на ДУИ во овој момент? Апсолутно, или... да. Така мислам, таков впечаток имам. Иако исто морам да признам дека сето ова станува и премногу заморно. Предпоставам дека не сум само јас заморен, дури депресиран од ваквата несериозност на луѓе кои што пледираат да бидат некаква политичка елита во двата етникуми. Мислам дека на луѓето трпението им е веќе на крај и дека некаква разврска ќе мора да има. Кога ќе речете трпението е при крај, тоа после тоа следува револуција, шарена некаква или... Добро би било да следува уште една шарена револуција. Да, мене тоа како феномен ми се допадна. Дури пред 2-3 дена јас склопив и книгата со текстови од минатата година под тоа име, што е шарената револуција, зашто мислам дека македонската култура и воопшто македонската јавна сцена немаше до тој миг таква појава, таков феномен, како што беше шарената револуција. И за мене би било многу интересно да видиме и реприза. Марко, пред изборите јавно го замоливте господинот Ахмети да не го користи наративот на Енвер Хоџа? Да. Дали сега кога Ахмети го користи наративот на Рама во својата платформа, го сменивте мислењето за Ахмети? Ударно прашање. Младен, фала ти на поканата. Значи, јас со самиот почеток го гледам господинот Ахмети како дел од тоа марксистичко-ленинистичко дејствување во неговата идеологија и во неговата ментална матрица. И тоа не е проблем, бидејќи марксисти или ленинисти се уште или комунисти или комунистичката идеологија се уште обстојува во глобална сцена. Не би можела да кажам дека или да споредам неговиот наратив со Рама позадина, пошто јас не сум толку интелектуалофил кон проектот на Рама или како го нарекуваат сега во Македонија, платформата, бидејќи не знам дали е тоа проект на Рама. Тоа е веќе сепак еден non-paper за кој можеби треба да се разговара. Јас мислам дека Ахмети има еден многу лизгав наратив и никогаш не нуди ексит стратегии. Во принцип Ахмети е проблем за самиот себе си. Мислам дека дуи долго време врши политика со мани, фалична политика, политика со лажна свест и политика која самата себе си ја корумпира како политичка организација. Дебатите што се водуи во последно време и тие вектори што се произнесуваат во јавноста, векторите преку Теута Арифи или преку нивниот портпарол Бујар Османи, верувајте ми дека во крајот ќе кажат дека ние сме многу демократска партија каде што дебатата навистина лежи добро во нашата партија или добро е седната во нашата партија и тие се стварна и тоа е стварна дебата и тоа е стварна демократизирање на партијата. Но дали е тоа така? На последниот збор го има Ахмети, всушност и според статутот на партијата. Да, значи
Знаете, вие истовремено слушате од нив дека владините коалиции се ствар на некој си принцип што тие го изградеа во 2007 година, а истовремено слушаме од многу битни фигури во нивната партија дека тој принцип не е дел од Мајскиот договор, а од друга страна имаме еден принципофил, како што е господинот Османи, кој вели дека ако не постои тој принцип победникот со победникот, ќе ја снема Македонија. А од друга страна, јас не слушам аргументирани или доволни аргументи или паметни, смарт аргументи кои мене би ме убедувале како граѓанин зошто треба да обстои тој принцип. Јас мислам дека владините коалиции не се референдумски прашања. Мислам дека владините коалиции се прашања на составување на еден проект и дека проектот има голема разлика од принципот. Значи, проектот ќе успее ако успеват принципите во проектот и принципите за добар проект се транспарентност, отвореност и почитување на начелата од договорениот принцип. Значи, внимавајте, во наративот на Дуи имате навистина типичен таутолошки наратив и таутолошкиот наратив е штетен за самата политичка организација. И ние тоа го видовме, нели? Нивниот резултат навистина е многу беден во овие избори. Јас како Адолина жалам што тие сепак се, да кажеме, носители на една добра 10 бројка на пратеници, без која бројка не може да се состави идната влада. На некој начин тие се kingmakers во оваа коалиција, но дали се тие kingmakers со добра визија, прогресивна визија или со фалична визија, тоа останува да се види. Дали тој принцип на победник со победник всушност го востоличува принципот на живење едни покрај други на македонците и албанците наместо заедно заеднички живот? Па знаете што, јас не верувам во таквиот принцип. Јас сум меѓу тие, да кажеме, интелектуалци од албанскиот блок. Жалам што велам од албанскиот блок, него да кажем од албанската лингвистичка култура, окей. Што од самиот почеток го критикуваше тој принцип дури во 2007 година, но јас немав поддржувачи, окей, така што останав невокална во општеството и останав како island for itself. Јас не верувам во принципот победникот треба да состави влада со победникот, бидејќи постојат и други принципи. Позначено идеолошката платформа или... Не, идеолошката платформа, значи ако има и принципи на влади кои се составуваат по идеолошка матрица, и тоа е многу добар принцип понекогаш. Значи, знаете, принципиелно ние треба да постапуваме или да гледаме кон уставот на државата и интегритетот на државата и спроведување на закони или отчетноста. Океј, тие се принципи. И тие навистина е време за тие принципи во државата, а не за таутолошки адаптирање на реториката од самиот страв на самото Дуи. Што ќе се случи со самата партија ако коалицира со едниот или со другиот мандатар? Ќе се вратиме на тие прашања. Благодарам за сега. Ристовски, рековте во едно интервју дека општеството се гради на песочни острови и е осудено на пропаѓање. Но песочните острови на Груевски и Ахмети станаа дини кои тешко ги дува ветерот од запад. До кога? Така и во обичниот живот. Речеме, куќа изградена на песок и куќа која што е изградена на карпа, различно ќе се однесува во случај на невреме. Ние ако државата ја градиме на песочни основи, при секоја политичка криза, дури и од најмал обем, при секој ветер од надвор, таа е осудена на, можеби, на растресување. Вие гледате хотелот во Италија, беше на песок, па 10 метра беше поместен и го снема. Значи, ова е библиски принцип, фактички, ова е излезено и од таму. Меѓутоа, јас би дал една мала теоретска експликација од каде се ова дојде. Уште од самите почетоци кога дојде оваа номенклатура на власт, знаете, дали може би Иванов го наметна оној негов модел на така наречена контролирана демократија, што е оксиморон само по себе. Знаете,
Во блиската далечина снегот се црнееше. Значи класичен оксиморон. Ние имавме еден таков оксиморон во минатиот систем. Значи се враќаме половина век наназад. Демократскиот централизам не го издржа забав на времето. Демократијата подразбира во својата основа слобода. Знаете, ние сме република и во устав дефинирани. Републиканизмот во основата ги има трите вредносни пилари: правдата, слободата и еднаквоста. Што немаме од тие три? Ништо немаме од овие три. Во последниве 10 години сите се разруши основи. Сакате поединечно да ги анализираме, се е отидено во неврат. А знаете, слободата е нешто иманентно во внатрешно во човекот. Па Господ кога го создаде човекот му даде потполна слобода, па дури и да загази во грев. Значи највисоката вредност која што самиот создата за своите созданија даде беше слободната волја, тој да одлучува за себе Кој си. ќе прави влада? Знаете, јас во неколку наврати говорам дека во ваква констелација дуи нема да се осмели да направи влада со ВМРО, ДПМН, ако е мандатар Никола Груевски. И веројатно Бујар Османи прати порака со тоа што рече дека инкриминираните, нели, Да, кои што се во постапка и така натаму, ја знаете приказната. Да, ја знаеме, ја слушнавме. Тука почувствува во публиката дека сакаат нова тема да се вклучат. Микрофонот може да се подаде кај господинот. Ете, повелете. Вака прашање до сите. Здраво. Здраво, јас сум Јоргос. Сакам да ве прашам сите дали е отворена можноста доколку господинот Груевски не го добие мандатот, дали е отворена можноста претседателот на државата Ѓорги Иванов да си даде оставка само за да се распишат нови избори и за одново да го имаме ова се што го имаме. Ајде, Санта, да почнеме од кај тебе. Ова е уште една шпекулација во низата на оние за кои претходно зборував. И практично работите се сведуваат, шпекулациите кои се шират, ги сведуваат работите да размислуваме за тоа дека ова мандатарот и оваа влада која што партија која што сега доби прилика да проба да формира влада, дека нема намера да лесно да се откаже ако тоа не може да го направи едноставно. Не знам, навистина, веројатно да го прашате и Иванов не би знал да ви каже. Она што може да се очекува е голема непознаница, бидејќи има варијанти секакви за кои што се зборува. Дали ова се наликува помалку на прераспоредување на работите во интериерот, или пак она за што зборуваше Аделина, треба да зборуваме за некоја визија, затоа што ние сме во една многу лоша ситуација како држава, и дали треба сепак повеќе да зборуваме за визија, за тоа кој нуди визија, за тоа што и како ние, на кој начин можеме да се извлечеме од оваа темница во која сега сме влезени, или пак повторно ќе гледаме само прераспоредување на столчињата, на масите од едната, од другата, од третата страна и ќе зборуваме за прв, втор, трети, пети, не знам кој шалон таму. Тоа навистина ќе видиме, би сакала да можам да предвидам, ама овде навистина тешко може да се биде пророк. Ристовски, вие? Уставот не е прецизен во овој дел. Значи, јас мислам дека член 90 беше во Уставот каде се регулира ова и се вели да се даде на кандидатот од партијата или од партиите кои што може да обезбедат парламентарно мнозинство. И сега ова е една категорија која што е многу широка и во неа се можете да внесете. Сега јас во неколку наврати велам дека една се случи преседан. Некој други демантира дека тоа не било и преседан. Велејќи дека ако вратите мандат на лична основа во рамките на тие 20 дена и не е враќање на мандат. Според мене е враќање на мандат. И тие ќе го злоупотребат. Не дека јас ја поддржувам таа опција, меѓутоа, знаете, анализирајќи го нивниот мајндсет, нивниот автократски модел на размислување, тие ќе бараат милион начини само за да не одат со другата варијанта. Сега, тука е умешноста на опозицијата да навреме издействуваат некоја рамка на соработка со ДУИ и со останатите албански партии
и да го пресретнат председателот Иванов, значи пред истекот на рокот, тие да најават, па дури и на пресконференција, дека имаат шанси или сериозни основи во разговорите да обезбедат парламентарно мнозинство во формат кој што ќе биде сообштен лично на председателот доколку ги покани. Сега, ова е политичка игра, знаете. Зошто е толку опасно Заев да го, мислам за ВМРО ДПМН, Заев да го добие мандатот? Зарем ако го има мандатот, тој ќе направи влада со ДУИ, а ако го нема мандатот, нема шанси да направи влада со ДУИ, бидејќи ако се договорат, секако мандатот ќе прејде во рацете на таа коалиција. Мислам дека Прашањето е дали може да коалицираат тие две партии или не. Дали Заев и Ахмети може да коалицираат? Заради старата дружба на Ахмети со Груевски и на ДУИ со ВМРО ДПМН, ДУИ ќе направат отстапка, ќе речат ако со вас не направиме коалиција, нема да направиме ни со СДСМ, а ако Груевски не ни го прифаќа албанското граѓанство за мандатар, нема да ни го прифати ни Заев, ќе бараме трето решение или ќе одиме на нови избори после неколку одлагања, нели? Јас често пати го говорам белгиското сценарио од 2011 година. Марко, дали таа љубов меѓу Груевски и Ахмети е толку силна, толку вкоренета, толку длабока, што не може да ја раскине еден ваков изборен резултат? Може би јас бев прва во Македонија што имав една колумна насловена Стокхолмски синдром, и сега гледам во последно време многу често се користи. За жал колумната беше на албански јазик и многу мина од македонците не успеа да ја прочитат таа колумна. Се зборува за, не за љубов, нели, се зборува за зависност, изгледа, немање на аутентична култура, политичка култура. Јас не сум видела аутентична политичка култура кај ДУИ од самиот почеток. И тоа зборува за нешто друго. ДУИ нема идеолошка матрица. И затоа не може сама да произведува визија. Таа има потреба за моćен партнер. И моćниот партнер во очите на ДУИ е менлива категорија, бидејќи ДУИ не е принципијална партија, не е идеолошка партија, не е партија со идеологија, со јасна идеологија. Значи, тие произведуваат ад-хок принципи и сакат со тие ад-хок принципи преку брокери во медиумите да креираат едно јавно мислење и да креираат вертикала преку тие принципи што ги афирмираат ад-хок. Значи, да, во прашање заеднички интерес, да не заборавиме. Не, во колумната ДУИ е жртвата што го љуби својот силувач? Да, тоа е изборот на жртвата. Тоа е изборот на жртвата. Тоа е свесен избор на жртвата. И знаете што? Дали треба да се обвинува свесноста на таа жртва? Не. Тие свесно тоа го прават. И знаете што? Младен, Јорго постави прашање за председателот на државата. Јас жалам што на некој начин ние младите не успеавме кај младите да градиме други очекувања од нашите представници, политички представници. И не успеавме да кај младите да го почувствуваат новиот контекст во општеството. Знаете, во Македонија има нов контекст во општеството. Има дебата, отворена е Пандорината кутија и да, има анархија на размислувања, има свестрани вектори, но тие бараат време за да се канализираат. И убаво е младите да не гледат, да кажеме, кон политичарите како државни непријатели. Бидејќи не заборавајте, вие ги гласате политичарите. И ако веќе ги гласаме, тие политичари не можеме да ги гледаме како state enemies, нели? Тие се сепак изгласани од овој народ. И знаете, секогаш ќе има такви што ќе го сакат Груевски или некој друг како мандатар, или секој ќе има таков меѓу нас што ќе го сакат Заев како мандатар, а верувајте ми, секогаш кај албанците ќе има таков што ќе посакува секогаш еднаш во оваа држава да биде мандатар еден албанец. И знаете што, да, јас изгледа звучам како Обама, но и навистина се извинувам,
но навистина треба да се изгради една структура за на надеж во општеството. Ние станавме многу мамурни људи, нели, тоа е Лебисол песната. И со мамурни људи не може да се разбира суверенитетот на државата, не може да се разбере лидерството, не може да се разбере улогата на мандатарот. Значи, ние создаваме некои нови дегутантни архетипи на политичко размислување, наместо да создаваме чувство на самокритичност. И ако сме самокритични, тогаш ние навистина имаме свест да се коригираме себе си. Значи, јас не би гледала кај председателот на државата, кај фигурата на председателот на државата безгрешна фигура или тотемска фигура, али повеќе би сакала младите да зборуваат за некоја подобра фигура од председател во иднина. Знаете, ако стално имаме избори, председателски избори секои 5 години, тогаш моите очекувања се дека младите најверојатно ќе гледат еден нов лик на председател како производ на промената што се случи во општеството во текот на овие избори. И таа промена треба да се воцира јасно. Бараме личност за која што битно. ово општество не беше спремна да ја прифати, да речеме, на претходните избори, или? Па мислам дека, знаете што, не знам дали ќе се согласувате, господинот Теодосиевски е повеќе по културата. На некој начин ние одбиваме да ги прихватиме или да зборуваме за личностите кои носат и добра и вредности во себе. Ние повеќе сакаме да зборуваме за личностите кои носат мамурни чувства во општеството, кога одбојноста ние самите го произведуваме како Изгледа овој граѓани. штокхолмскиот синдром сите не има помалку зафатено. Добро, одиме сега, пред да навлеземе малку и посуштински во дебатата, бидејќи ние вечера мора да ја исцртаме владата од прилика како ќе изгледа, да видиме што се случува во седиштето на ДУИ во Мала Речица, каде што мојата колешка Душица Мрѓа ги има, се надевам, најновите информации за тоа што се случува во партијата на Ахмети. ДУИ, иако речиси преполовена, како што веќе чувме на овие избори, го има клучот за состав на идната влада. Душица, добро вечер. Добро вечер, Младен од Мала Речица. Иако температурата е неколку степени под нулата, сепак според светлата запалени во централниот штаб на ДУИ на партијата на Али Ахмети, овде во Мала Речица ситуацијата внатре е жешка. Партијата на Али Ахмети треба најдосна до сабота да реши дали ќе го продолжи коалицискиот брак со Никола Груевски за во недела кога истекува уставниот рок за мандатарот Никола Груевски, тој да каже и да соопшти дали успел да формира влада и ново парламентарно мнозинство од 61 глас. Светлата во централниот штаб на ДУИ светат, бидејќи како што велат од партијата на Али Ахмети, лидерот е во постојано заседание и во координација и комуникација со своите сопартици, со дел од подпредседателите, со председателите на огрануците, како и дел од членовите на централното председателство, се координира дали и како ДУИ треба да продолжи понатаму. Ова се случува бидејќи Али Ахмети, според информациите од ДУИ, на тешки маки, бидејќи мнозинството од функционерите на партијата се против продолжување на коалицијата со Никола Груевски. Членовите на Централното председателство чекаат покана од лидерот за да ги кажат нивните ставови, но и да ги чујат деталите од преговорите помеѓу Али Ахмети и Никола Груевски, но и според информациите дел од нивните најдоверливи луѓе во текот на изминатата недела и за деталите до каде се преговорите и дали воопшто има можност да се формира ново владино мнозинство со оглед на диаметралните ставови, барем јавно кажани од двајцата лидери во однос на албанскиот јазик и во однос на продолжување на рокот за истрагите на специјалното јавно обвинителство кое што Груевски се противи. Детали
многу тешко се добиваат од двете партии. Морам да кажам дека овие преговори се најзатворени што досега ги воделе Никола Груевски и Али Ахмети, меѓутоа според резултатите од последните избори, тоа е најверојатно поради тоа бидејќи двајцата тесно победија и во македонскиот и во албанскиот блок. Она што денеска успеавме да го дознаеме од двете партии се различни ставови. Од ДУИ велат дека преговорите одат тешко, а од ВМРО ДПМН е дека работата оди натака да продолжи коалицијата. Тука е сега предлагам да го прогледнеме прилогот со детали околу преговорите. За ДУИ преговорите одат тешко. За ВМРО ДПМН е во насока на продолжување на коалицијата меѓу Никола Груевски и Али Ахмети. Ова се единствените информации кои што можат да се добијат денеска од партиите кои што преговараат за состав на нова влада. Но 3 дена до истекот на рокот за формирање на влада кој што го има мандатарот Груевски, неговиот довчерашен коалициски партнер сепак му упати нова порака. ДУИ ќе инсистира личностите инволвирани во истрагите на специјалното јавно обвинителство да не бидат дел од извршната власт, доколку се договорат за формирање на влада. Портпаролот на партијата Бујар Османи во интервју за Алсат-М вели дека се уште сите опции се во игра, а порачува токму прашањето дали личностите осомничени од Катица Јанева да бидат дел од новата влада се дискутира и во Мала Речица. Османи порачува дека иако не е исклучено, принципот победник со победник може да биде заобиколен овој пат. Çështjeve të cilët negociohen sa duhet të jenë në qeveri ata të cilët janë nën hetime. Mendoj që jam shumë i qartë në këtë drejtim. Ja që të jemi direkt, a do të insistoni maksimalisht që në qoftë se arrini të krijoni qeverisje me VMRO-n që figurat e kësaj partie që janë nën hetim mos jenë pjesë e ekzekutivit? Mendoj se po. Од ВМРО ДПМН не ја коментираат пораката. Од партијата на Груевски само Кусо вела дека преговорите за влада се во тек. Кога ќе има нешто конкретно ќе ја известат јавноста. Од таму порачуваат дека буквално до последен момент ќе се тактизира со евентуалната коалиција. Висок партиски функционер пак оптимист дека процесот како што вели оди во насока на формирање коалиција, но не сака да открие детали од преговорите. Според партиски извори во ДУИ пак преговорите и процесот одат многу тешко. Сепак истите извори не сакаат да откријат конкретно на што се запнати со оглед на фактот дека ДУИ достави закон за употреба на албанскиот јазик до ВМРО ДПМН, но и повеќе пати повтори дека е потребно продолжување на рокот за покренување обвиненија на СЈО, иако Груевски беше категоричен дека е против тоа, а без гласовите на ВМРО ДПМН е невозможно и да се измени законот. Дел од функционерите на ДУИ токму бројката за изгласување на измени во законот вела дека може да биде алиби, Ахмети да се откаже од тоа барање. Инаку лидерот на ДУИ, освен комуникацијата со Груевски, постојано се координира и со своите сопартици, ограноците и со дел од подпредседателите, а членовите на Централното председателство чекаат покана за состанок да ги чуе деталите од преговорите и уште еднаш да му го кажат својот став на лидерот про и контра коалиција со Никола Груевски. Од Мала Речица велат најдосна до сабота мора да се донесе одлука. Али Ахмети натаму е на тешки маки. Мнозинството на функционери, членови, но и председатели на ограноците се против продолжување на коалицијата со Груевски, особено во пресрет на локалните избори. Делот најблиските соработници на Али Ахмети деновиве по разни медиуми излегоа со различни ставови околу почитување на така наречениот принцип на коалиција победник со победник и на толкување различни дали тој произлегува од Мајскиот договор. За едни тоа е духот на Мајскиот договор и поводот зашто тој се направи, додека другите, меѓу кои подпредседателката на ДУИ Теута Арифи, вели дека директно него пишува во така наречениот Мајски договор, меѓутоа иако принципот досега важи, резултатите од последните избори кои што, како што рече Теута Арифи, него покажуваат легитимитетот на албанците на ДУИ, него дозволуваат тој принцип. До сабота, како што се кажав, се очекува и конечната одлука по кој пат ќе оди ДУИ, дали ќе продолжи со коалиција со Никола Груевски или пак ќе посвети повеќе внимание на останатите опции кои што од партијата официјално велат дека се уште им се намаса, како коалиција со СДСМ, широка владина коалиција, како и нови избори. Условите Али Ахмети ги спорача пред повеќе од 2 недели
за рамноправна употреба на, како што велат од ДУИ, албанскиот јазик, за кој што од ДУИ понудија и конкретен закон до ВМРО ДПМН, меѓутоа се уште нема информации дали тоа е прифатлив за партијата на Никола Груевски, продолжување на рокот за обвиненијата на СЈО, но и интеграција во Европската Унија и интеграција во НАТО. Ова е најтешка одлука пред која што е исправен Али Ахмети, бидејќи како што велат функционерите на ДУИ кои што се против коалиција со Никола Груевски, за неколку месеци во врат им дишат локалните избори, а уште една коалиција со Никола Груевски, како што велат, би била штетна за партијата во пресрет на локалните избори. Сепак, функционерите на ДУИ велат дека и покрај нивните ставови, ставовите на Централното председателство според статутот, Али Ахмети има комплетна поддршка од сите членови и има обврска според статутот на крајот тој да ја земе одлуката во своји раце и самиот да пресече дали и како ќе продолжи ДУИ. Душица, благодарам. Истрпен извештај од Мала Речица. Се надевам дека денеска, утре, веројатно, или задутре најдоцна, ДУИ ќе донесе конечната одлука за тоа што ќе прави. Многу контрадикторно. Али Ахмети ќе има целата власт и моќ да си ја донесе одлуката, а сите од Централниот одбор и од председателството на ДУИ се против коалиција со ВМРО ДПМН. Како го толкувате овој чуден однос на силите во партијата? Знаете како, она што се очекува од таа некоја нова влада е да се одмрзне препораката за преговори за членство за Македонија. Се очекува, барем така ни кажа високиот представник на Стејт Департментот, таа влада да може да соработува со САД и со Европската Унија. Се очекува одговорна влада која ќе ги преземе, ќе ги направи, ќе ги спроведе реформите кои стојат во извештајот на Прибе и кои покрај кредибилните избори се услов за одмрзнување на оваа препорака за разговори за членство на Македонија во Европската Унија. Тоа е големата слика која што ние треба да ја гледаме, а мене ми е веќе доста од овие, еве, ако сакате условно малечки водачи кои си играат цело време пред нас и не занимаваат како во занимална, овој ќе одлучува, оној ќе одлучува. Ние имаме и треба да имаме цел како држава. Ние како граѓани имаме. Јас знам каде сакам да живеам и во каква држава. И јас барам такви политичари кои тоа ќе го реализираат. Дали во Малиот двор, во Мала Речица, Ахмети, подпредседателите и така натаму ќе се договорат за принцип не победник со победник, туку за принцип ајде да разговараме и да направиме оваа држава како што треба. Да, молам да ги слушаме, да видиме што мислат луѓето. Меѓутоа, јас навистина не би сакала и веројатно никој, и од таму е таа апатичност, и од таму е таа нервоза меѓу луѓето кои што сега седат и гледаат дали расположението на Ахмети е помалку наваму или повеќе натаму. Цела држава седи пред ТВ екраните и игра асоциации што мислел Хан, кога рекол уставно мнозинство. Сите правиме асоциации, не мислел тоа, мислел широка коалиција, мислел ваква коалиција, таква коалиција. Бе, луѓе, ние имаме држава која што е во сериозни проблеми. Ние сме сиромашни луѓе, ние треба да се извлечеме од оваа ситуација. И навистина ми е преку глава дали принципите на ДУИ или принципите меѓу ДУИ и ВМРО или не знам кои принципи ќе не водат. Не сакам тоа да ме води, јас сакам да ме води човек со визија. Овде во сите овие денови додека се прави обидот да се направи влада, ја не слушнав ништо, никаква визија, не слушнав врз која платформа, не онаа кај Еди Рама. Која платформа за државата ќе не води напред? Која е точка број 1 во таа платформа? Благодарам, Маргировал, супер беше. Теодосиевски, може ли овие реформски приоритети, Прибе, правда, владење на право, да ги остварат Груевски и Ахмети? Никако. Да можеше, веројатно ќе ги оствареа. Меѓутоа, јас целосно се согласувам со Санта во тој поглед. Тие апсолутно немаат такви амбиции, зашто нив не им одговара. Тие не се тој профил на луѓе, кои што може да живеат во Европа и со европска мисла.
Тие можат да живеат овде локално. Дури не ни на Балкан, тие можат само во Македонија да живеат. Тоа е нашиот проблем со нив. Тие имаат веројатно некој проблем со нас, зашто ние сепак сме поброени. Ако земете дури и да ги прифатите тие 450.000 гласови кај ВМРО и не знам колку се кај албанците, пак останува 2/3 од државата која е побројна и која мислам дека знае што сака. Нашата несреќа е во тоа што сме заробеници на една таква квази политика од најлокален тип. Јас, како што господјата говори за мамурни луѓе, јас говорам за деструкција и дисконтинуитет, кој што нам ни се наметна од 2006 година наваму. Ние изгубивме комплетно врска со реалноста и со минатото. Македонија од 45 година има некаков темел врз кој што градеше и култура, и образование, и наука, и ако сакате здравство, и медиуми. Ја не велам дека тие беа идеални, може би не беа ни кој знае колку добри. Ама јас барем во културата можам да ви набројам неколку битни темели кои што не можат генерациите туку така да ги заборават. Како што овие не само што ги заборавија, туку ги погребаа комплетно. Сакајќи да го превртат условно вредностниот систем и да ни наметнат некои уличари со кецови во нивните книшки дека тие се македонска вредност. Не можат да бидат никогаш. Тие ќе бидат дур се овие на власт. Се разбира и наредниот ден веќе нема да постојат во македонската историја. За Тоа што среќа. Хан сега вели, јас пак да вратам малку на приземни политички теми, тоа што Хан вели дека потребна е влада која што ќе има уставно мнозинство. Тоа значи дека тој е свесен дека Груевски и Ахмети сами не можат да ги донесат приоритетите реформски на агенда, па ајде да го ставиме внатре СДСМ? Па веројатно тоа мисли. Видите, јас не сакам да толкувам што Хан мислел и што мисли. Меѓутоа, ние очигледно сме проблем на Европа. Очигледно сме проблем. Јас не велам дали ние треба да го смениме името или дали треба да направиме ово или треба да направиме оно. Меѓутоа, Европа од нас очекува да бидеме разумни луѓе. Да имаме сериозни политичари кои што рационално ќе размислуваат за еднината на оваа држава и на овој народ. Јас можам за Хан да говорам од некој личен аспект, како јас го гледам и што мислам за него, и тоа не се некој кој знае колку афирмативни зборови, да. Меѓутоа, тој е во таа позиција и ни диктира нешто, вели. Сакате да бидете член на ова семејство или не сакате? Ако сакате, ќе се однесувате така и така. Впрочем, секој од нас тоа го прави дома со децата, со семејството. Има некои правила на игра, или ќе играте така, или нема да играте воопшто. Седите си во вашата балканска дупка и уживајте. На крај, за жал, може и тоа да ни се случи. Марко, што очекуваат странците од нас? Од политичките лидери, од... Тоа што очекувам и јас од моето општество. Јас дали ќе им го испорачаат тоа политичките лидери Груевски и Ахмети? Моите дали тие проекции можат? се проекции и на странците. Мене не ми е многу битно што мислат странците за нас. Мене ми е битно што мислиме ние еден за друг и за нашата држава, навистина. Колку ние го цениме суверенитетот на оваа држава. Не, ова го прашувам затоа што понекогаш нели тие го имаат морковот и стапот, па сега понекогаш нашите политичари одат по непотребни, да кажеме, проекции во нашата глава дека странците ни ја кројат владината коалиција. Јас мислам дека тие помагаат, тие се алатки кои помагаат, тие сакат да гледат прогресивни коалиции. Бидејќи знаете како е Чадиковски, ние не треба да заборавиме дека Македонија се наоѓа во едно многу битно стратешко поднебје. Значи, мала земја, низ која се очекува да поминуваат многу бизнис интереси, енергетски интереси, пайплайнс, стратешки интереси. Да не заборавиме миграционата криза, нема да ја спомнеме оваа вечер. Значи, ние навистина треба да гледаме кон себе си така како што странците ја гледат оваа географска целина, значи како битна географска целина. И ако ние цело време дискутираме
за сизизовата дилема на ДУИ, и ако ние стануваме навистина свесно заложници на дилемата на Сизиф или на Али Ахмети. Јас не верувам во да кажам, во таа афирмативна пародија што се произнесува во медиумите дека таму во ДУИ има некоја страшна дебата или некој страшен страв дека во локални избори тие ќе изгубат, бидејќи ние до вчера разговаравме дека ДУИ стана многу моćна финансиска политичка партија и ние денеска знаеме дека по приказната на Доналд Трамп, бизнисот има големо влијание во лидерството денеска, нели? Демократијата си ги менува собствените контури, како што се менува и бизнис заедницата. Така што јас не верувам дека тие многу стравуваат дека ќе изгубат кој знае колку во локалните избори, бидејќи добрите, финансиските добра тие ги имаат добро столчени во нивните джебови. Така што мислите дека ќе ги искористат тие финансиски добра за да после победат или се задоволни со тоа што го имаат? Јас мислам дека финансиските добра тие се од секогаш ги искористиле и затоа и се спасија и овој пат. Се спасија и овој пат. Значи финансиски добра искористени во таква пропаганда, во таква кампања, маркетиншка кампања, тоа е невидена за една мала држава како што е нашата држава. Значи тие коштат. Санта знае многу подобро колку коштат. И ние никогаш не прашуваме од каде тие пари, окей? Ние секогаш веруваме во нивните извештаи, крајните партиски извештаи, без да се продлабочуваме подлабоко во истражувањето. И знаете, се случува нешто друго. Политичарите најверојатно научија дека производството на како да кажем, на ad-hoc политики го завзема централното внимание кај нашиот гласач. И тие стално произведуваат некои си тривиални дебати. Океј. Навистина, и ние стално сме жртви, сакајќи да им даваме некоја си навистина јасна контура на нивните тривиални дебати. За жал, да, станавме симулакрум општество. Ние тоа си го дозволивме. И мене ми се гади. И мене ми се гади. Ристовски, две клучни точки се во преговорите. Едното е двојазичноста, второто е продолжување на мандатот на СЈО. На ова второто инсистира и Европската унија, која што во вчерашното соопштение кој го даде Европската комисија после толкувањето на изјавите на Хан, рече дека специјалното јавно обвинителство треба да има доволно време за да ги заврши сите започнати активности. Како на овие две точки ќе се најдат овие две партии? Многу тешко, да не речам никако. На која помалку тешко, а на која повеќе тешко? Па член 22 од Законот за специјално јавно обвинителство кажува дека тој мандат за покренување на обвинение и нови истражни постапки или прекинување на постојните истекува за 18 месеци од денот кога се примени документите и материјалите. Ако предпоставиме дека последните се примени или има уште за примање 30 декември минатава година, значи некаде јуни-јули би требало да прекине можноста специјалното јавно обвинителство да отвара нови истражни постапки или да покренува нови обвиненија. Сега ВМРО е резолутно во тој дел. Јасно кажа, децидно уште кога го доби мандатот истиот ден во Дневник, можеби грото од интервјуто беше посветено на специјалното јавно обвинителство да им даде до знаење на ДУИ дека по ниедна околност нема да дозволат понатаму да се анализираат прислушкуваните разговори и да се отвараат нови истражни постапки. Сега одиме кај двојазичноста. Само извините, те прекинам пред да одиме, извинете, на двојазичноста. Впрочем, ни СДСМ нема да може да го испорача ова барање на ДУИ, за кое што СДСМ се залага, бидејќи потребно е двотретинско мнозинство за да се продолжи мандатот на Според член 1, 5-годишниот мандат треба двотретинско мнозинство и тоа може секоја наредна година поеднаш да се продолжува. Значи, зборуваме по истекот на тие 5 години. Тоа е целиот мандат на специјалното јавно обвинителство. А во член 22, мојата проценка, јас не сум сепак правен експерт, но во консултација со правни експерти, е дека член 22 може да се менува и со просто мнозинство од вкупниот број на пратеници. Значи 61 мислам дека ќе биде доволно за член
22. Сега ВМРО тоа го проблематизира, вели ако тој закон е донесен со 4 подписници на пржино, сега треба исто така 4 да се согласат за да било какви измени се прават внатре во структурата на законот. Не мора да се соберат 4. Доволно е. Тоа е ставот на прашањето ВМРО. дали има 61 или дали треба 61 или 82. А 4 апсолутно тоа е политичка Тоа правниците работа, треба дали ќе го да терат дадат или не. експертиза на тој дел. Мојата проценка и од она што јас успеав да соберам како информација од правни експерти е дека постои можност со 61 со просто мнозинство да се интервенира во член 22. Добро, сега не изгледа до крај логично, ама ќе оставиме тоа за правниците, бидејќи ако законот се носи со двотретинско мнозинство, веројатно именување на членови од законот треба да се носи со Нема зошто би било прецизирано во член 1, значи специјално за 5 годишниот мандат двотретинско мнозинство. А за член 1 е прецизирано, за член 22 не е. Добро, одиме по Сега они бараат аргументи во амандманите, во 30-тиот амандман и така натаму, меѓутоа добро, тоа е за друга дебата. Двојазичноста е во уставот ограничена во делот на државните институции. И барањето на ДУИ за двојазичност е токму тој дел, значи за тоа е потребна уставна измена и тука е потребно двотретинско мнозинство. Прашањето е зошто повеќе ДУИ информации дека се подготвуваат законски измени кои што нема да мораат да бараат промена на уставот, со кои што ќе се овозможи известна двојазичност и во останатиот дел од Македонија, каде што албанците немаат над 20% од население. Според моите информации, барањето на ДУИ се однесува токму на овој дел од уставот, каде што бараат албанскиот јазик како службен јазик да биде и во државните институции. Мислам дека тоа е главното нивно барање, а за тоа е потребна измена на уставот, значи потребен уставен амандман и за тоа е потребно двотретинско мнозинство. Прашањето е зошто сега кога објективно знаат дека тоа не е изводливо, го бараат. Јас во една прилика во други дебати реков дека идејата им беше да заострат реториката на етничка основа, да ги заострат односите по етничка линија и они тргнаа по тој пат, но веројатно ние ги пресретнавме како демократска јавност и се откажаа од таа намера, надевајќи се дека на тој начин ќе набилдаат авторитет и ќе се вратат на тој начин. И најлесно се билда авторитет на кратки патики на националната основа, на етничката линија. И тие се обидеа да тргнат по тој пат. Ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН, ниту било кое парламентарно мнозинство не може да направи интервенција во делот на двојазичноста во оваа фаза. Затоа треба веројатно некоја наредна фаза, некои наредни избори, постабилно политичко мнозинство и така натаму. Значи, мислам дека тие премиси на кои што ДУИ сака да избоксува нешто, да издействува во оваа фаза се погрешни. ДУИ треба во градацијата на приоритети да ги стави прво демократските постулати. Јас тоа постојано го говорам и постојано ќе го говорам, затоа што ниедно право на било кој албански граѓанин не може да се оствари во недемократски, автократски модел на владење. Тоа ДУИ го почувствува на своја кожа и тие не успеа да им обезбедат на албанците, ако сакате, во Малино Мала, тие денеска одат во полски вециња. Јас сум бил таму, сум бил во фамилии, во куќите сум влегол. Газат кал луѓето. Значи, исто и со многу наши села во Источна Македонија и така натаму. Че ние не успеавме, односно, оваа влада со овој начин на владење во изминативи 11 години не успеа да воспостави систем кој што ќе произведува среќни и задоволни граѓани. Не успеа да направи систем во кој што секоја душа човечка родена на ова парче света македонска земја, било да е во Малина Мала или во нашите села и така натаму, секаде низ Македонија, да се чувствува дека живее во држава која што ќе му пружи еднакви шанси. Значи дека ќе има шанса да тој биде задоволен од постигнатото во неговиот живот. Ова влада тоа не го успеа. Ако не успеа во овие 11 години, со истиот состав на луѓе, со истите рутини и навики во владењето, јас постојано тоа го говорам и ќе го говорам, ништо ново не можеме ние да добиеме. И да се формира некоја тесно парламентарно мнозинство, тоа ќе биде нестабилна влада. Никаков ичекор нема да се направи во однос на она што го очекува Хан или Европска унија и така натаму. Но за волја на вистината во овој дел, Аделина знае многу повеќе, ама не ни кажува. Кога јас знам, да речеме некои информации, нека ни пренесе слободно какви се одгласите кога дојде амбасадорите наши од Вашингтон, од Лондон, од Брисел, од Берлин и така натаму. Сите светски метрополи пратие порака: нема да соработуваме со влада
која ќе ја води инкриминиран од разговорите и недовршени и нерасчистени работи преку специјалното јавно обвинителство во процесите. Значи, Груевски однапред е тргнат на страна од страна на меѓународната заедница и било каква влада во тој контекст нема да најде на никаква меѓународна соработка во тој дел. Марко? Јас ја разбирам осетливата позиција. Не е осетлива позиција, туку мене веднаш, знаете на што се како ми помина како една as a flash, нели? Еден моментум од историјата, од поновата историја, и тоа не подалеку од 2001 година, кога имавме чуден конфликт во Македонија, за кој конфликт ние се уште не разговараме искрено, бидејќи го доживуваме тој вид на искреност како траума. А јас мислам дека треба да се разговара и за тоа. Мене ми текнува една изјава на господинот Џорџ Робертсон, кој беше генерален секретар на НАТО, ако не грешам, и тој ги нарече тогаш вооружените сили како терористи. За да го омекне потоа, да ја омекне потоа реториката и ги нарече како организирана гуерила. За да на крај уште повеќе се омекнува реториката и кон нив се гледаше како владини партнери на една владина коалиција и не подалеку владина коалиција со СДСМ. Сакам да кажам дека реториката на меѓународната заедница се менува, тоа е менлива категорија, но не се менува очекувањето, и очекувањето е стратешко очекување, ме разбирате? И знаете, американците ќе преговарат и со Ахмединеџад или со некој друг диктатор, ако веќе ги третираме нашите лидери како диктатори или како терористи, бидејќи преговорите се дел од динамизмот на живењето на државите на секаде во светот. Така што јас не гледам дека реториката на меѓународната заедница е стриктна. Таа прогресивно се адаптира, бидејќи знаете што овие мандатари, било да е тоа мандатарот од десно ориентираната партија, било да е тоа мандатарот од лево ориентираната партија, тоа е наш избор, не е избор на меѓународната заедница и ние треба да очекуваме една влада, еден вивиден проект од влада која барем ако продолжува, значи ако имаме континуитет на оваа владина конјунктура, останува само надежда дека тие ќе се само коригираат. Инаку што друго би очекувале. Вие го очекувате тоа дека ќе се само коригира? Па јас не можам да кажам дали тоа го очекувам или не го очекувам. Гласачите тоа го очекуваат, чим ги гласале, или тие сакаат тоа да го потврдат, или сакаат да водат државата во некоја си, I don't know, во некоја си улица. Не сакаме ние државата да ја водиме, или не сакаме ни македонци, ни албанци, ни ВМРО-ци, ни СДСМ-овци да ја гледат државата во крстопат цело време, окей? Јас навистина очекувам дека време е за една поотворена коалиција. Коалиција која ќе биде сервис за граѓаните. И сервис за граѓаните значи подобри услови за живење, подобри образовни политики, тестирани политики и не ад-хок политики. Значи, да не произведуваат стално субполитики, туку прогресивни политики. Тоа се моите очекувања во врска со јазикот. Ова повтор пат го спомнува ад-хок зборот, кој што е доминантен во нашата држава 10 години, зашто ние станавме ад-хок држава. Да. Секогаш ни се наметнуваат вакви теми и овие две теми што ги спомнувате, двојазичноста и СЈО се ад-хок теми кои што намерно се наметнуваат за да се одврати вниманието од сериозноста на проблемот. На народот. Народот очекува... Дека не можат овие две партии инкриминирани да прават нова влада. Тоа е невозможно. Интервенција. И би кажала нешто, време е ние, сега не знам колку ќе грешам тука, пошто не сум читала многу за ова, ајде да кажеме, дали е тоа мое наоѓање, не е мое наоѓање. Значи, време е да се менува
национализмот, етнонационализмот со економски национализам во државата. Не знам колку убаво звучи овој economical nationalism. Значи, што ги донесе добра, економски добра во државата. И во врска со јазиците, динамизмот на јазиците треба да се разбира како динамизам. И во нашиот живот ние не сакаме монолитни структури, ние сакаме динамични структури. И јазикот е тој што ствара динамика во општествата. Со забранување на јазиците, ние стануваме многу монолитни и инхибиторни држави. Значи, ние одиме кон самоуништување. Значи, да, време е да се зборува за динамизмот на јазиците. Знаете што, и ова ќе го кажам и нема да додавам повеќе. Јас сум дебарчанка и јас многу касно, не дека многу касно го научив македонскиот јазик, туку многу касно почнав да го искористам македонскиот јазик. Дури тогаш кога дојдов во Скопје да живеам, бидејќи во Дебар сите македонци зборуваат албански. И од друга страна, јас сум дете која била мазена од бебиситер ромкиња. Okay? Така што за мене како Аделина, која доаѓа од едно место каде што поминува Вија Игнација, за мене диверзитетот на културите и динамизмот на јазиците се предност, луѓе. Дај да престанеме да гледаме кочници во динамизмот на јазиците. Мислам, ние не сме толку примитивни колку што се покажуваме дека сме. Колку што сака да не направи. Ристовски, нас не ни пречи во Алсат да ве канат ви... на емисија и да бидете преведени на албански јазик. Зошто да е пречка да нашите студенти дури читат литература на албански јазик? Верувајте ми, јас сум имала мои бивши студенти и се уште има студенти кои сакат да го научат албанскиот јазик. Тој е дребен јазик и многу убав јазик, тешок е за изучување. Али, дај да зборуваме за динамизмот на јазиците, дај да не зборуваме за мнозинство, малцинство или потреба за ваков вид на бадентер или таков вид на бадентер. Дај да ги отвориме плусите и да разговараме. Широка тема која што бара фина елаборација и која што е многу интересна. Дали е тема за ова владина коалиција? Да, меѓутоа, дали е тема на еден ваков начин кога ја поставуваат како дел од еден најобичен пазар за составување на влада од 61 пратеник. Само го збориме вулгаризирањето на темата која што сега се прави. Всушност се прави вулгаризирање на темата која што е многу суштинска и многу значајна за инклузивноста на целото општество. Ристовски друго ми беше. Странците практично, како што ни рече Марко, не се надевајте на странците, бидејќи тие имаат многу растеглива категорија на односи и на релации со државниците. Иако претходно вие настапивте со еден друг став. Јас не навлегов во материјална расправа околу јазиците, дали треба или не, него ги анализирав ставовите на едните и на другите и можноста на основа на тоа прашање да соработуваат или не во оваа фаза. Не, оваа трибина мене ме користи да ги афирмирам моите ставови за јазикот, не дека се противам кон тоа што вие го рековте. Јас утилитаризирам тука. Јас не влегов во материјална расправа да аргументираме во тој дел. Интервенцијата ми беше во делот на ова очекување кое за мене едно релативизирање на нештата да очекувате, да има само корекција со истите ликови кои што 11 години не покажа, значи, ниту тронка став. Еве, ај сега мала дигресија, ќе зборам како доктор на теологија и како проповедник на словото. За да вие очекувате дека некој ќе се промени, треба да видите кај него желба за промена. И треба да видите понизност, треба да видите покајнички дух. Знаете, сега вие имате ликови кои што се морално тешко инкриминирани. Ние сите го слушнаме преку разговорите сега. Тие се некој може да ги нарекува сечени, лепени, монтирани вакви или такви, меѓутоа вистината излезе на виделина. И сега за да се испере таа морална нечистота, треба време да помине и треба борба. Треба тие ликови што се инкриминирани во целата оваа ситуација самите да се борат новосудскиот систем и самите да докажуваат за нив повеќе простор во политика нема и не смее да има заради пораката што треба да пратиме на овие млади луѓе. Како они утре ќе имаат пори да се бават со политики, кој ќе биде нивниот репер? Кој ќе биде нивниот репер утре? Дека во политика да само моќ, интерес, влијание,
Што е гладиаторство е политиката, Макијавели уште ќе биде на сцена во втора декада 21 век. Не, политиката е доблесна професија. Политичките науки се кралица на сите науки. И со неа може да се бават морално доблесни луѓе. Без вредност, без доблесност, без интегритет, нема простор за никој во политиката. И општество мора да најде начин системски да ги изнедри тие луѓе. Мора да најде начин да ги донесе на позиции кај што ќе носат клучни политички одлуки. Оти внимавајте. Политичките одлуки влегуваат во домовите на новија млади луѓе, во срцата на луѓето, во семејствата, во фамилиите. Го одредуваат животот на луѓето. Политиката е сериозна работа, не е ниту драма, ниту комедија. Политиката е многу сериозна работа и со неа мора да се бават сериозни луѓе. Сигурно ќе ви реплицира во следната фаза Теодосиевски, бидејќи и драмата и комедијата се сериозна Веројатно не ги работа. смета Сега тука сериозни ќе политичари најавам овие за кои што говориме. Веројатно не ги гледате како сериозни Ќе политичари. најавам 2 минути реклами и се враќаме да ја продолжиме интересната дебата. Се разбира и публиката ќе земе своје учество поголемо во следниот дел. 24 отворено дебатираме за можностите за формирање на идната влада на Република Македонија, дали таа ќе ја формираат досегашните коалициони партнери ДУИ и ВМРО ДПМН или после истекот на рокот кој што го има мандатарот Груевски ќе се оди на ново решение, нов мандатар од СДСМ или можеби мандатар повторно од ВМРО ДПМН, како што сугерираат дел од аналитичарите. Тука во студиото имаме публика која што доаѓа од различни краеви на Македонија, но имаме публика која што доаѓа и од различни краеви на Европа. Имаме тројца гости од Германија и од Полска и тие со интерес ја слушаат дебатата во досегашниот тек на дебатата. Верувам дека имаат многу што да научат за македонската политика, која што е уникатна по многу работи. Сега ќе ве замолам да ги поставите вашите прашања до нашите гости. Повелете. Фала. Представете се прво. Фала. Здраво, добро вечер. Јас сум Петер, имам 20 години и јас сум од Германија и јас сум волонтер до Крик од Скопје. Јас имам прашања до сите. Дали Европска унија би можела да има клучнот збор во формирањето влада. Добро, ви благодарам што се трудите да зборувате македонски, навистина тоа не звучи така лошо како што вам можеби ви се чини, баш звучи симпатично. Санта, ова е прашање на кое што и ти сакаше да се надоврзеш. Па да, уште пред малку кога течеше дискусијата околу растегливоста или вордингот на меѓународната заедница генерално, меѓу другото и на Европската унија. Колку е тој стриктен или не е стриктен, да ве подсетам на некролозите што излегоа за амбасадорите и какви реакции сето тоа предизвика. На прогласот на ВМРО ДПМН каде што точно беше кажано дека амбасадорите треба да престанат да се мешаат во внатрешните работи, дека ВМРО ДПМН веќе нема да прифати разговори во формат каде што се странци, и така натаму и така натаму. Колку ќе има клучна улога? Она што е клучна улога од страна на меѓународната заедница и Европска унија и САД е нивното заземање или цврсто стоење на она што значи специјално јавно обвинителство. И тоа е нешто од што нема отстапка во секоја нивна наредна изјава. Што друго и да се промени, тоа останува константа. Конзистентни се во тој став дека специјалното јавно обвинителство е од тој орган кој што треба да ги расчисти сите оние дилеми, матни ситуации, да ја изведе правдата на виделина од скандалот со преслушување и дека јасно става на знаење дека тешко може да се продолжи натаму ако не се расчисти со тоа едно страшно големо поглавје кое се уште не ги тресе животите. Така што не би требало ние сами да го спакуваме, направиме автентично, да го извлечеме енергијата од себе. Ако сакате,
екстра километар да истрчаме сите заедно, за да можеме утре да кажеме дека ова што се случило е добро за државата и е производ на она што го сакаат граѓаните и на нивната активност. Ама ќе видиме како ќе течат работите, затоа што сепак не сите се така добронамерни и не сите имаат цел по добро на државата, некои имаат и лични интереси. Второ прашање, идеме во долниот дел, после ќе одиме. Ти благодарам. Добро вечер, јас сум Елена, имам 20 години и бе сакала да се надоврзам на разговорот од преска. Каде се младите моментално вклучени во оваа ситуација? Дали тие имаат право на слобода на говор, кој се вели дека го имаат, и дали создаваме погрешен систем на вредности моментално со владата? Теодосиевски. Па јас на почетокот ја спомнав шарената револуција која што беше иницирана од младите, што го гледам како посебен феномен, еве ќе повторам уште еднаш, и што ми е жал што така спласна, и секој се надевам дека ќе ја видиме уште еднаш. Меѓутоа, мислам дека младите ги нема во оваа политичка гарнитура од причини што предпоставувам се незаинтересирани за таков тип на водење политика. Има веројатно вистини во тоа дека младите се денес, сите сме биле млади, се разбира, и сме имали интереси како што и вие ги имате, меѓутоа може би се немотивирани, може би се депресирани, може би се премногу мирни за оваа ситуација. Во други земји мислам дека поинаку би се однесувале. Меѓутоа, за целата наша ситуација има редица од објасненија, а тие влечат корени 10 годишни, кои не се малку. Инаку, лично вербата моја во оваа држава е само во младите. Тоа не е флоскула, иако така заличува, меѓутоа, од последниве 2 години, од почетокот на студентските протести, надоврзувајќи се со шарената револуција, мислам дека младите покажаа дека имаат што да понудат. За жал, може би инфилтрацијата, што во принцип не е добар збор, но инфилтрацијата на младите на партиските листи ја разводни таа сила која што предпоставувам дека ја имаа. Но времето ќе покаже како ќе се одвиват во иднина нештата. Ова, се извинувам. Ајде. Ова прашање за систем на вредности е клучното прашање. Комесарот Хан имаше вчера еден од повеќето твитови кај него, вели дека атрактивноста на Европската Унија од една страна лежи во тоа што практикува така наречена мека моќ, но од друга страна затоа што инсистира на системот на вредности, од кој што споменува од целиот корпус 2, човечкото достоинство и владењето на правото. И тоа е порака за сите, порака и за нас. Не е вредност ако денеска сакате да го сокриете вашето злодело кое што излегло на површина и сите го видели и го дознале. Знаете, дури Библијата вели во книга на пророк Малахија 2.17, во книга на пророк Исаија 5.20. Тешко оному кој што злото го нарекува со добро, светлината нарекува со темнина, злиот го нарекува добар. Тоа е лоша порака за младите. Ние треба да бараме доброто да биде на сцена, иако нели на почетокот рече дека силата секој пат победува, но на долг рок не, доброто мора да победи. Ние мора да се избориме за вредностниот систем како општество. Младата генерација мора да види и да научи и да свати дека само општество базирано на вредности може да биде прогресивно општество кое ќе продуцира среќни и задоволни граѓани. Се поинаку е утопија, се поинаку е фата моргана, лага. Не постои. Трето прашање? Здраво, Александра од Скопје. Се надевам дека си уште има простор да се одговори моето прашање. Доколку, ако земеме дека во кој насока дуи да тргне би предизвикало тоа еден хаотичен резултат, каде е тука навистина излезот од безизлезноста во која што се наоѓа дуи? Прашањето е главно до господјата Марко. Има една книга што навистина сакам да ја читате, не знам колку е преведена на македонски јазик.
на еден политолог што е бугарин, Иван Крастев. Насловот на книгата е In Mistrust We Trust. Значи, едно прекрасно политичко есе, не подолго од можеби 100 страни, каде што тој објаснува за еден нов вид на демократија, виртуелна демократија, влијание на Facebook демократија, дали е тоа grassroot демократија и така натаму, и така натаму. Александра, знаете, дуи е минлива категорија во твојот живот, драга моја. Дури сите политички партии што се во Македонија. Ако, Александра, ти очекуваш промена, јас би ти препорачала повеќе да не ја гледаш димензијата на катаклизмата преку дуи, окей, бидејќи и тоа ќе се случи ако ти тоа свесно го правиш, туку да му се спротиставиш гласно на тие политики, иако си македонка, иако не си албанка, и да не стравуваш како албанецот ќе те свати од дуи, окей? И ова е последната порака што го дава професорот Иван Крастев, кој е Кембридж или Оксфорд студент. Тој вели, изгледа промената во ова дигитално време или дигитална демократија е во гласот. Значи, се што можеме да направиме е да зборуваме, тоа што ние сега го правиме. Значи, тој вели вака, на крајот, овие се речениците. Дали нашиот избор останува да бегаме, бегство, окей, чим ти тоа го поставуваш како прашање, ти не бегаш, ти бараш одговорност и тоа е добро. Значи, ти си присутна со твојот глас и ти треба да продолжиш да си присутна со твојот глас. А во последната книга истовремено ја читам книгата на можеби еден од вашите професори, Љубомир Фршковски, кој сепак создава контрадикции или контраверзности со неговите излагања во јавноста. Но убаво е да се чита неговата книга Неспокоен национализам, бидејќи мене како албанка ми е многу битно да разбирам каде е спокојство или неспокојството на другиот, на национализмот на другиот, окей? И дали е тој национализам секогаш штетен за себе си или како може да се преиначи и да стане доблесен и добар. Значи, овие се темите што младите би било убаво да ги начнат, да ги отворат и да ги воцираат без да стравуваат како и што ќе размисли колегата од друга културолошко потекло. И да, нашето општество ќе се еманципира кога нашето образование ќе се либерализира, драга моја. Значи, јас сум ги следела настаните на студентското движење и знаете што, тие не се ексклузивни движења. Такви движења, значи, направија во поновата историја, вие сте многу млади, ние памтиме и по драматични истории во оваа поднебје. 81 година, значи, протестите на албанските студенти во Косово направија една нова држава, нели? Најнова држава во светот. И протестите ваши најверојатно допринесоа до нов моментум во Македонија, за кој моментум ние сепак травматично зборуваме, значи, гласовите на албанците дадени кон една друга политичка партија. И тоа ние го доживуваме со оргазмички сенс, извинете на изразот. Али не треба да се доживува како оргазмички моментум, треба да се доживува како вистински моментум кој можеби, нели, е моментум што ќе го промени векторот на нашето општество. Да, тоа нема да се случи сега, веднаш, денеска или утре, со било која владина коалиција, окей? Времето е тоа што нас ни треба, али на времето му е потребен и гласот на Александра, на Елена и на Петре, кој е нашиот пријател од Германија. Така што, да, бидете присутни, тоа е мојата порака.
Јас би бил задоволен на ваше место од одговорот. Повелете? Микрофонот. Момент, јас. Добра вечер. Јас сум Бежика, имам 19 години и доаѓам од Скопје. Значи, како што знаеме, во постојаната реторика на лидерите на поголемите политички партии, се почесто ромите се исклучени, што создава уште поголема тензија во тоа. Значи, моето прашање е, кое е вашето мислење околу тоа? Дали една демократска држава, како што е нашава, треба да даде таков третман на една заедница која што вложува во тоа, или пак само да бидат актуелни за време на избори? Аргирова, дали навистина се претворивме во едно двонационално општество и ги запоставивме сите оние други потребштини на било какви маргинализирани групи, без разлика дали станува збор за етнички и останати? Не би рекла дека сме поделени на двонационално општество, апсолутно не. Да, ние имавме двоглава влада, 11-та година веќе, која се обидуваше да го подели општеството за да може полесно да ја препишува терапијата која што така лесно и одеше од рака и си ја имаше веќе востановено. Рецептите само се издаваа натаму и наваму, лево и десно. Не, апсолутно не е така. И тоа го видовме баш на протестите на шарената револуција. Дека не е така. Видовме дека луѓето имаат исти проблеми. Значи, ние можеме да разговараме за плюс и минус. Секогаш можеме и треба. Ама, истите проблеми се сиромаштија, економската состојба, економскиот национализам кој што треба да се согласувам за тоа. И потреба, желбата на луѓето да нивните деца да останат дома. Кој е фајде кога ти создаваш се во една држава, кога потоа ќе дојдеш во години кога ти е потребно да имаш некој околу тебе или барем некому кој може да му се обратиш, нивните деца се надвор. Појдете во источна, појдете во западна, каде сакате појдете. Ќе видите дека куќите стојат празни. Се повеќе празни куќи има и сега не веќе само по еден-два члена на семејството. Цели семејства заменуваат. И вие доаѓате во една ситуација во која некој ви вели вие сте поделено општество. Јас тоа не го чувствувам така. Јас немам проблем со никој, не ме интересира што е. Јас имам, односно секој еден, односно најголемиот број од луѓето, имаат проблем со тоа како да го истераат месецот. Имаат проблем со тоа што не може да најдат работа. Немаат перспектива, не знаат, студираат, ќе завршат, се квалификувани, имаат титула и сега што? Каде? По која потреба? Каде ќе се реализираат себе? Секој еден една индивидуа сака да се реализира себе. Преку тоа расте и државата, преку тоа расте и генералниот квалитет на државата и на животот. Не е точно, не се согласувам со тоа и тоа се виде, се потврди, а се друго што сака да ни се наметне инстант во ситуација кога ниту му е време, ниту му е место, а никој не вели не. Тоа уште повеќе потврдува дека двоглавата влада сакаше да го подели, да каже дека општеството е поделено. Не. Но фрустрацијата во прашањето на младата девојка веројатно произлегува од таа двоглава влада за која што зборуваме. Да, за последното прашање. Апсолутно, знаете, тука е и оној момент во кој што двоглава влада има и, како да речеме, двајца водачи и помали водачи. Да. Големи помали. Тие помалите, како што се дел од лидерите на ромските партии, се топија во целиот тој процес задоволни се од она што се случува. На едно двотровластие. Да. Ако дозволите, јас не гледам никаква двонационалност или двоглавост. Ја гледам еднонационалност, под наводници, и едноглавост. Ние овде говориме за влада на неспособни, нестручни, неуки и криминални луѓе. Тоа е нивниот заеднички именител, но они не се двојат ни по нација, ни по ништо друго. Ни по политика, зашто немаат ни едно, ни друго, ни трето. Ти имаат неколку заеднички особини кои што 10 години го тормозат овој народ и оваа држава. Инаку за двонационалноста, пак ќе ја спомнам шарената револуција, младите
точно знаеја кои објекти и кои споменици да ги нападнат. Не беше нападнат ни еден од тие неколку споменици на албански дејци, ни еден не беше нападнат или обоен. Беа нападнати канцеларијата на Иванов, Министерството за правда, Триумфалната порта, оној проклет Прометеј, не беше офарбан споменикот на Гоце Делчев или на Никола Карев, иако се грозни спомениците. Не ги чепка, едноставно младите знаеа што им пречи и тоа го напаѓа. Значи нема врска тоа двонационалност, станува збор за еден конструкт, едноглава аждаја со криминални апетити. За Прометеј можеа старите грци да ни се налутат, среќа што сега зборат новогрчки. Мала теориска експликација, значи прашањето на општеството е кој концепт го гради, дали ќе гради концепт на колективитети или ќе гради концепт на индивидуи. Знаете, минатиот систем градеше, да речеме, класно групирање, имаше работничка класа. Сега ние имаме концепт на партиски класи. Општеството е повеќе партиски поделено него што е етнички поделено. Меѓутоа, самиот тој концепт на колективитети значи веќе групирање, двоење, поделеност и така натаму. Ако ние како општество го прифатиме концептот на индивидуата, не за да поставиме највисоко на општествениот пиедестал, на таа хиерархија и сите политички одлуки, сето нормирање во системот да и биде подредено во име и за сметка на таа индивидуа, наместо во име и за сметка на елитите, тогаш веќе ќе имаме една поинаква перспектива. Индивидуата е таа што треба ние да издигнеме највисоко. Се незе треба да ја биде подредено. Политичарите треба да живеат и да работат во име и за сметка и во интерес на таа индивидуа, а не во име и во интерес собствени и така натаму. Тоа е она прашање на вредностите. Ние мора да направиме turning point, мора да направиме точка на пресврт кога овој модел ќе го обрнеме во сосема друга насока. И владата така разбира работата, само индивидуата е прецизирана. Да, прецизирана. Благодарам ја сега во група. Додала само нешто. И да се вратам ја на мојата во врска тема. со вашето прашање. Јас ја разбирам твојата битка, бидејќи ти се чувствуваш малцинство во едно општество и те третираат како малцинство. И твојата битка секогаш треба да биде 3 пати поголема од битката на некој што не се чувствува малцинство во општеството, бидејќи бројот не го прави таков, окей? Јас сосема совршено те разбирам. Но имаше денеска една церемонија за Холокаустот, подсетување на Холокаустот и амбасадорот Джес Бейли имаше еден многу така емотивен говор. Но меѓу другото рече и нешто едноставно, онака американски едноставно, како што тие љубат да се произнесат, рече share your stories, okay? Споделете ги вашите приказни, вашите индивидуални приказни. Тоа вас ќе ве поврзува уште повеќе. Јас со тебе сакам да споделам една моја приказна која е поврзана со ромите. Значи, мојата бебиситерка, реков, беше ромкиња. Едната, нејзиното име беше Букурие, а името на другата бебиситерка беше Марија. А јас, кога веќе пораснав, бев ментор на ромкиња во институцијата каде што работам. Таа е вработена преку Охридскиот договор. Дали се согласувам со таков тип на вработување, тоа е друго прашање. Но, таа беше толку значи, толкова самодоверба имаше во сопствениот интегритет, се вика Лолита. Таа денеска е во Бриж, во најјаките универзитети во Европска унија за дипломатија и меѓународно право. Тоа е битката на Лолита која јас сакам да ја споделам со тебе преку твоето прашање, а и со јавноста. Значи, share your stories и не стравувајте од фидбекот што ќе го добиете, окей? Тоа е успехот кај Лолита. Знам како се чувствуваш, но тоа не треба да те направи, нели, да одвикнеш од твојата животна битка, окей? Благодарам. Дописничкиот тим на 24 вести во Струмица, Тетово, Охрид, Битола и Велес анкетираше дузина граѓани со нивни интересни мислења за составот на идната влада. Да го погледнеме прилогот и да се вратиме на завршен коментар. Ќе има ли влада до 29?
Според мене, мислам дека ќе нема. Да увеземе влада, само ништо не бија друго. Па требало да има. Ја мислам дека нема да има. Би требало да има. Мислам дека нема да ја добие. Кога ќе се формира влада, што мислите, кој е природно да ја направи владата? Најбо да ја направи со друг премиер. Вој више доста не од него. Па вие партија ВМРО кој? Само странец. Природно СДС, бидејќи они ко победници се. ВМРО беа пред тоа многу појаки, сега многу падна, изгубија и мислам дека треба СДС да бидат. Дали ќе се формира влада според вас? Не би знал да кажам. Институциите треба да проработат. Не знам, да ви кажам, не ме не интересира, децата не ми тук, се сам повеќе у Запада. Очекувам да се формира, кој знае. Влада не може да се формира од Груевски, но од каде? Сигурно ќе се формира влада. Без разлика кој е победил, мора влада да направат, без разлика кој. Која е поприродна коалиција? ВМРО да помене Дуи или СДСМ Дуи? Мене поприродна е нашите две да се уиди да не сакат. Ни едната, ни другата. ВМРО Дуи. Мислам дека најдобар избор е нови избори. Дали сметате дека ќе се формира влада? Па, ќе се формира влада, само како ќе се формира не се знае. То не знам, то знае они главари. Која е според вас поприродна коалиција, ВМРО Дуи или СДСМ Дуи? ВМРО и Дуи веќе смо го имали 15 години. Доста е. Треба да се смена. СДСМ и БЕСА. Ако се исполнуваат барањата на албанските партии, тогаш може да биде нешто. Ако не се исполнуваат, може да идат повторно на избори, нови избори. Што мислите, дали ќе се формира новата влада и кои ќе бидат коалиционите партнери? За сега не е точно, али сметамо те ќе биде коалициона влада. Па, не знам што да ви одговорам. То прашање било кој тешко може да каже. ВМРО, кој ќе видите. Тешко прашање. Многу тешко. Немам одговор. Интересни размислувања, сите ги слушавте со така да речем со доза на смеа, бидејќи народот најпосле наискрен. Така да имаше различни мислења и ставови. Еден од предпоследните соговорници рече некој ќе формира, ама не знам кој. Санта, што мислиш ти? И тој следниот по него 3 пати рече не знам, би сакала да знам. Она што се факти, ги дискутиравме, не би ги повторувала. На повеќе ситуации се судираат ВМРО, ДПМН и ДУИ. И многу тешко тоа може да се помине, да се надмине за да направат влада. Ако се случува нешто зад завесата, а ние навистина овој пат ништо ниту гледаме, ниту слушаме, ниту знаеме, никакви информации нема. Ахмети има неприкосновено право да одлучи, значи тој може би седи со Груевски, си договара, може би си нашле начин да ги надминат проблемите, може би утре, задутре, прекутре тоа и ќе го слушнеме, може би и не. Зато велмо така еден, не знам, непринципиелен театар околу принципи, како да го наречам. Јас се надевам, како што кажав и преска, дека владата мала, голема, средна, мнозинство, уставно, како сакате наречете, аз не сакам повторно асоциации да играме на таа тема. Сакам влада која што ќе биде одговорна и која што ќе ги заврши работите. Сакам луѓе кои што ќе бидат на услуга на народот. Како што рече еден од овие, па еве веќе толку години имаме една влада и доста е сега да видиме што може некој друг да направи. Теодосиевски? Па мислам дека горе-долу ние повеќе кисело се смешкавме отколку што се смеевме. А во случајов сме во расчекор од желбите и реалностите. Зашто Македонија во изминативе 10 години докажа дека
незината реалност е практично најфантастична, најголема фантазија. Ние не можевме да замислиме дека се ова може да ни се случи. Сега и јас како и Санта и како мнозинството од анкетираните не можам да кажам што ќе се случи, навистина. Јас можам да кажам што јас би сакал да се случи, ама моите предвидувања последниве години никогаш не се остварувале, така што ќе си молчам сепак. Паметно. Марко. Јас реков, значи, составување на влада не е референдумско прашање, тоа е прашање на leadership decision. Сега, да, лидерството што ќе произнесе нивните... Ние не сме дел од тие, да кажеме, простори каде што се преговара новата влада. Да, како што рече господин Теодосиевски, мојата желба одамна беше многу поинаква. Мојата желба дури беше, веќе кажам јавно, да се почитува повеќе размислувањата на вредните партнери или политички соговорници. И такви соговорници ние сме имале во Македонија, барем во албанскиот блок, тоа беше господинот Џафери, кој прв зборуваше за, да кажеме, трите столба на трите принципи врз кои треба да се креира влада, почитување на консенсуална демократија, на спиритот, на духот на консенсуална демократија, одразување на мултиетничното општество во институциите, нели, функционално мултиетничко општество, и сочување на територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Овие се трите принципи врз кои треба да се прави, да се чувствува, да кажеме, таа визија за прогрес на државата. Убави желби, тешко остварливи во овој момент. Дали имаме такви соговорници? Денеска немаме таков соговорник. Соговорник не е господинот Џафери, соговорник е господинот Али Ахмети. Го спомнувам Али Ахмети, бидејќи Али Ахмети за жал е the kingmaker на било која влада за жал во Македонија. Добро, но тоа е и баластот што тој ќе си го носи за своите одлуки. Да, и знаете што, да, добро е да имаме прогресивна влада, дефинитивно, нормално, не реков нешто кој знае што, него и да е владата не е таа што многу мина го очекуваат, окей, тоа не значи дека приказната е при крај. Приказната продолжува. Значи, на нас ни е битно да го сочуваме хардверот и да си го менуваме само софтверот, окей? Хардверот е уставот, да се менува софтверот, начинот како се гледа кон тој устав, living constitution или традиционално читање на уставот. Ристовски? Не е голема сатисфакција тоа што велите, тој ќе си ги сноси последиците од своите одлуки. Ние ништо немаме од тоа. Ние сме само зијан од нивните одлуки овие 10 години. Одговорни политичари, нас ни требаат наистина одговорни политичари. Нас ни требаат такви политичари, некој што ќе си сноси одлуки. Тоа е негов личен проблем, какви последици ќе сноси. И јас мислам дека и тие тоа веќе го знаат. Се извинувам, му земав Ристовски, завршуваме со вас. Паметниот се учи на собствените грешки, а мудриот се учи на туѓите грешки. Ако се одлуча да одат на концептот на белгиското сценарио 2011, кога имаше бескрајно одлагање, па еден мандатар, па втор мандатар, па трет мандатар и така натаму, изгубија неколку години, во политичката емпирија тоа се смета за негативен пример и белгиското општество назадуваше во тој период, по сите основи. Значи, ако одлучат да ја верглат топката, нели, на нареден Никола, па трет Никола и така натаму, тоа ќе биде одолговлекување со цел да едноставно ја одржат позицијата да оваа техничка влада владе и во тој период нели истече мандатот на специјалното јавно обвинителство, делот на член 22, но исто така и да се пресмета со нели процесот на десороизација со невладиниот сектор, да загушат прогресивната мисла кај невладиниот сектор и нивното влијание во општеството, значи аргументите позади овој нивен мајндсет автократски се тие фактички. И мислам дека овој негативен пример од Белгија треба да ни каже дека ако тргне Македонија на тој пат, ќе биде ужасно лош пат и ќе имаме ужасно лош
крај. И од тука демократската јавност и демократскиот табор мора да го пресретне тој концепт. Јас во друга прилика кажав дека и турското сценарио од 2015 година е ужасно лошо сценарио. Знаете, председателот Ердоган, откако Давитоглу не можеше да состави влада, 3 дена пред истекот на рокот, го врати мандатот на Ердоган и тој направи уставен презедан, прогласи, според нивниот устав, избори за 6 месеци. И во тие 6 месеци, по етничка линија со курдите имаше инсценирано судири, имаше жртви, имаше крвопролевање, тие набилдаа мускули и Ердоган си го врати парламентарното мнозинство, кое доведе сега, нели, до класична, мислам, од автократски модел веќе преоѓаат во сериозни елементи на, па да не речам дури и на тиранија веќе. Тука ќе имаме сериозно поместување и во правец на империализам и така натаму, што ќе се одрази и на меѓународни односи и на било што друго. Од тука, за Македонија може би излезно решение, јас неколку наврати го говорам, но за тоа веројатно треба да созреат условите и кај едните и другите. Ако е широка коалиција, може да биде само со надпартиски кандидат за мандатар, односно надпартиски премиер, кој што евентуално би го прифатили едните и другите, за да во период од година дена до година и пол, 18 месеци, се ресетира системот, се репостулираат овие основи и да евентуално успееме со Брисел да излесуваме почеток на неколку поглавја и да ги завршиме во релативно краток период, за да можеме да го поставиме системот на здрави основи, па на едни избори одново да се отцрта политичката карта. До тогаш специјалното јавно обвинителство да ги рачисти сите небулози, сите основани или неосновани сомневања по основ на покренатите обвиненија или обвиненијата што допрва ќе се покренува, за да до некаде се ичисти системот. Ние направивме историски една голема грешка во македонското општество, што до сега не рачистиме со криминалната приватизација од претходниот период. Ние го оставивме тоа прашање така да тлее и ден денеска ние имаме потреси по тој основ, но и ден денеска СДСМ трпи заради тој однос од минатото. Општеството мора да изнедри начин, системски начин да се санираат овие состојби, да едноставно ги кристализира овие морални упади во системот и да гради еден систем на поинакви вредности, на едни поинакви основи, да може после тие 18 експертската влада нема да донесе решение на ниедно тешко политичко прашање, но тешките политички прашања треба да се остават за предворието на Европската Унија. Тогаш тие може да се решат кога нацијата ќе се ослободи како членка на НАТО, како потенцијален близок член на Европската Унија и така натаму. Значи, ние може да најдеме решение во тој дел, но мораме да го рестартираме целиот систем во еден период од 18 месеци, за потоа да имаме отцртано политичка карта и да добиеме евентуално стабилно политичко мнозинство, да добиеме морално вредностни индивидуи кои што ќе владеат со Македонија и ќе ја движат во вистинската насока, да направиме на вистина општество кое ќе продуцира само по себе системски среќни и задоволни индивидуи пред се. Почитувани панелисти, ви благодарам. Имавме широка, сеопфатна, во најголем ден консензуална дебата. Вас, публика, ви благодарам што бевте активно вклучени во оваа емисија. Тука се одјавуваме, останете со 24 вести, следува информативното издание Дневник во 22:30 веќе часот. Фала ви многу, пријатно.